Чебрен воскреснува. Овој стратешки енергетски проект на реката Црна повторно се разгледува во обид да се гради. На истекот од оваа 2024 се очекува експертска група од Македонија да има трета средба за шансите овој капитален објект да се гради. Првите јавни реакции беа: Ковачевски ќе го продава на грците, Мицковски ќе го гради како македонски проект. Како и под кои услови? Во овој издание на Тренинг соговорник ќе биде професорот Атанаско Туневски. Добре дојдовте во емисијата. Добро вечер, благодарам за поканата. Господин Туневски, бевте еден од гласните критичари кога се пројави она идеја за градење на, односно давање на Чебрен на странски инвестиции. Сега се предлага опцијата овој капитален проект да го градат домашни компании или да се иде преку приватно јавно партнерство. Министерката Божиновска споменува дека веќе има консултации со група на експерти. Дали сте вклучени во однос на овој проект? Не сум вклучен во таа група што ја споменувате, но и до мене стигна информациите дека постои група што го разгледува повторно проектот Чебрен. Прво, добро е што се формира таа група, добро е што владата го реактуализира тоа прашање. Добро е што идејата е да Чебрен биде државен проект, односно македонски проект. Добро е што се отстапи од она идеја на претходната влада да Чебрен се даде на соседната Грција. Односно се прават напори Чебрен да се финансира со наши пари, колку што е тоа најмногу можно, и ако нешто недостасува да се вклучат некои партнери. Така што формирањето на таа група е за поздравување. Јас немам точни информации кои се е во таа група, но она што стига до мене како информација дека се видни професори од УКИМ, видни професори од Битола, луѓето кои што и пред тоа биле вклучени од страна на Коленко фирмата и Геинг фирмата во изработка на техничка документација за Чебрен, така што формирањето на оваа група, работна група, влева надеж дека работите ќе тргнат и дека ќе се движат во права насока. Што мислите, колку овој проект би се градил и колку би не чинело ако се оди на варијантата со домашни странски инвестиции да се гради? Поранешната идеја беше дека Чебрен ќе чини околу милијарда евра. Ние тогаш го критикувавме, тоа велевме дека така голем Чебрен не е потребно да се гради, дека толку висока брана од 192 метра не е потребно да има, дека нема толку вода во тоа подрачје за да има толкава брана, дека Чебрен од 300 мегавати е преголем, но јасно пресметките ќе покажат дали е тоа така или не е така. Некако информации велат дека дел од водата на која се сметаше во тој претходен проект кој што не е издржан и не е докажан, веќе не постои во смисла да е пренасочен кон при изградбата на Стрежево, така што треба да се актуализираат сите податоци, треба да се иновираат сите податоци и да се стигне до оптимален Чебрен. Тој оптимален Чебрен не би ме изненадило да чини околу 600-700 милиони евра, со оглед дека Чебрен би се градел десетина години, велат 8 години, но еве од 8 до 10 години, тогаш ќе го повторам она што и го кажувавме досега. Секоја година Македонија треба да издвојува помалку од 100 милиони евра или 70-80 милиони евра за од 10 годинишен период го изгради Чебрен. Проектот за струја и вода би чинел ориентацион според одредени проценки 600 милиони до 1 милијарда евра. Како би останал во македонска собственост, како што е најавено? Од каде пари? Само финансирање или преку јавно-приватно партнерство? Идеја која што во ова студио сметаше дека е добра да се оди преку јавно-приватно партнерство, дури и академик Таки Фити. Па јас секогаш се залагам да Македонија како држава, како народ, сите ние како држава го имаме во 100% владение Чебрен. И мислам дека имаме сили за тоа. Зошто велам дека имаме сили? Па затоа што велам нека чини еве 700-800 милиони евра. Добрата страна е што тоа не треба, тие пари не треба се дадат преку ноќ или во една година, туку се даваат во десетина години. Со оглед дека буџетот наш како држава е над 5 милијарди евра или 6 милијарди евра, тогаш ние сосема мал дел од буџетот треба да издвојуваме годишно, значи помалку од 100 милиони евра, за да го изградиме Чебрен. Дека пари има, уште еден доказ е што 2022-2023 година, во таа критична година заради високиот пораст на цените на електричната енергија, Македонија издвои над 200, некои велат и 300 милиони евра за увоз на струја. Ние и сега увезуваме сериозни количини на струја, односно даваме пари за увоз. Просто пари има, само треба правилно да се пренасочат. Она што мора да се купи на страна да се увезе мора, но дел мора и да се одвои за да се
изгради наш капацитет кој што ќе дава од една страна енергија, хидроенергија која што е најскапа или врвна енергија, но од друга страна ќе биде многу значаен за акумулирање на енергијата. Значи се работи за реверзибилна хидроелектрана која што ќе дава енергија тогаш кога е најскапа, а ќе ја пумпа водата во горниот резервоар тогаш кога енергијата е најевтина. Професор Туневски, до кога ќе бидеме увозно зависни? Па ќе бидеме увозно зависни се додека сите оние наши потреби кои што пред населението ги има, не ги задоволуваме сами. Во моментот сме на околу 60% сами да задоволуваме, а 40% сме зависни од увоз и тоа е сериозен процент на зависност. Нас ни треба, значи, сериозен објект да се изгради. Чебрен и да се изгради нема да ги даде тие 40% што ни фалат, ни требаат јасно и 1 до 2 когенеративни гасни постројки, за да таа зависност наша како држава биде елиминирана. Додека фантазираме за Чебрен и Гариште, фотоволтаиците ги преплавија нивите и ридовите. Колку енергија тие субституираат и кога заедно со ветерниците може да го заземат местото на ТЕЦ Битола, да речеме? Тие се позитивни во системот во смисла да даваат енергија, но негативна страна нивна е што тие даваат енергија тогаш кога има сончева, кога е сонце и кога е светло. Значи не даваат тогаш кога нас ни треба, туку даваат тогаш кога е светло и сончево. За сите тие што имаат фотоволтаици тоа е позитивно, што ги имаат, па имаат приходи од нив, но за системот не е баш позитивно, затоа што системот бара континуирано производство на енергија и континуирана потрошувачка на енергија. Токму заради тоа Чебрен ќе биде многу корисен да се изгради, затоа што ќе акумулира оваа енергија која што фотоволтаиците да даваат и некогаш е толку голема по обем да системот не може да ја прифати, нема потрошувачи кои што ќе ја прифатат таа енергија. За среќа, кога би се изградил Чебрен, таа енергија би се користела за пумпање на водата од долниот во горниот резервоар, автоматски би биле ќар и собствениците на фотоволтаични централи не би им се откупувала енергијата, не би ја давале во тие критични часови за 0 денари, што се вели, и во најкритичните часови таа енергија акумулирана во горниот резервоар би се трошила за производство на скапа вршна енергија. Многу од домашните инвеститори и компании кои добиваат ефтина струја од сончевите панели ја користат како ефтина струја, а други пак за рударење на криптовалути. Легитимно е. Секој оној кој што има фотоволтаики и го користи за собствени потреби е добро за него, односно е ќар. Зошто? Затоа што не купува скапа струја, туку сам си произведува струја. Оние кои што произведуваат енергија од фотоволтаици, а се изложени на пазарни услови, се во неволја во одредени делови од годината, тогаш кога сите произведуваат, па енергијата ја има во изобилство и е ефтина. Но повторно и дури и во тие случаи на годишно ниво претпоставам дека се во добивка, односно во профит, затоа што ни еден од нив не се случува да прекине со производството. Значи сите тие имаат некаква добивка и профит, со која што ги отплаќаат ануитетите кои што ги имаат земено во банките, со кредитите во банките, и после извесен број на години ќе почне да сето она што го произведуваат биде нивни профит. Така што добро е, и за државата е добро што ги има, но и за нив е добро што ги има, но треба се внимава и системот да може да го компензира нивното производство тогаш кога тие не произведуваат. Рековте дека дури ако се изгради Чебрен, ние и натаму ќе бидеме увозно зависни. Тогаш што е... Па Чебрен дава не повеќе од, зависи од хидролошката година, дали е влажна или сушна, но Чебрен не дава повеќе од 4-5% од она што нас ни треба. Значи, дури кога би се изградил и голем Чебрен, и не знам каков Чебрен, тој нема да ги покрие овие 40% што ни фалат просечно, некојаш повеќе, некојаш помалку, но во просек 40%. Затоа велам, нас ни треба сериозна когенеративна 1 до 2 од рангот на Тето Скопје, или од рангот на Тето Скопје, значи некои гасни когенеративни електрани кои што ќе дават и електрична енергија и топлинска енергија за да бидат ефикасни енергетски и кои што ќе дават ред на големина 1000 или над 1000 гигават часа енергија, која што веќе е 15% од она што нас ни треба. Значи ние кога би изградиле две такви, секој од нив да дава 15%, веќе сме 30% од она што ни фали, а е 40%. Значи Чебрен плюс двете когенеративни на некој начин ќе го затворат билансот. Следите тренинг гости во емисијата професорот Атанаско Туневски, поранешен директор на МЕПСО. Господине Туневски, јагленот во рек Битола
злато вреди за приватниците. Со години се местат тендери, било да е оваа влада, претходната. Дали всушност Рек Битола стана непресушен извор за криминал и корупција? Па, вие велите така и досега никој не порекнал дека е тоа така. Факт е дека големи пари се трошат на тој јаглен и факт е дека да купеше Рек Битола своја собствена механизација и собствено и од собствени сили да го копаше јагленот, многукратно ќе беше поисплатливо. Вака повеќе пари се дадува на фирми надвор од Рек Битола да го ископува јагленот што на Рек Битола и треба. Значи, многукратно се плати тоа, повеќекратно се плати. Имаше обиди пред 2015-2016 година да се купи таа механизација, мислам дека се стигне и до тендер за набавка на таа механизација, но за жал не се набави. Кога минатата власт дојде на власт 2017-2018 година, го запре тој процес, иницииран од претходниците нивни, и за жал и ден денес надворешни фирми вршат ископ на јагленот кој што на Рек Битола и треба. Сега радува фактот што барем такви се информациите дека поквалитетен јаглен се набавува, со по пониски цени се набавува сега во однос на претходната власт, да речам, така што некакви заштити од сериозни неколку милиони евра се спомнуваат, се надевам дека тие ќе продолжат во таа насока. Значи треба трошоците да се намалат максимално, производството домашно на струја да се зголеми максимално, за да населението ги почувствува придобивките од тоа. Значи, едноставно треба што повеќе ЕСМ да прави струја. Кој ќе се рече домашно производство и на некој начин ТЕТО, термоелектраната ТЕТО Скопје, но таа е во приватни раце, па таа произведува струја која што е на пазар, односно има пазарна цена. Многу е битно државна струја да имаме во големи количини. Државна струја подразбира струја која што не е која што во себе не содржи пазарна цена, него и содржи производната цена само. Господин Туневски, неодамна се отвори истрага, се покрена обвинение за 6,5 милиони евра направен криминал во Рек Битола. Има осомничени, но како да се сопре овој тренд на постојано исцрпување на Рек Битола и профитирање на одредени компании и политички елити? Треба да се почне со казни. Значи, очигледно не може само со апелирање и со добра волја и со добар збор да се влијае да луѓето не го прават тоа. Треба да се казни некој и казната ќе влијае да наредниот не го прави тоа. Значи, јас не верував дека народов може да се дојде до таму да му е страв да запали цигара затоа што ќе биде казнет. Но се случува и тоа, и ден денес, особено порано кога беше забрането. Значи, ние не палиме цигара заради ситна казна, кога некој во Рек Битола би бил сериозно казнен заради кражбите во Рек Битола, секој нареден нема да го повтори тоа. Значи, казната е решение, секојаш е казната решение, не може само со апел и со добра волја да се влијае. Го споминавте ЕСМ, како тоа компанија која до пред неколку години беше добро етаблирана, финансиски стабилна, сега се доведува до состојба на загубар? Претходното раководство направи големи криминали, претпоставувам дека се работи за сериозни пари, почна истраги, почна обвинување, поранешниот генерален директор е во бегство и тоа на некој начин е доказ дека е крив, нели, оне што не е крив седи тука и докажува дека не е крив, оне што е крив бега. Значи, се работи за сериозни пари, сериозни криминали. ЕСМ е истоштено. После толку кражби, после толку лоши потези од страна на менеджментот, доведено е до незавидна ситуација, до незавидна финансиска ситуација, а и техничка спремност. Новото раководство е кратко на чело за да ги смени преку ноќ состојбите. Значи, ЕСМ е енергетски објект кој што е инертен. Значи, не можете вие денеска да дојдете на позиција менеджмент на ЕСМ, па утре да биде мед и млеко, односно да цветаат рози. Сигурно нема да биде така брзо. Радува што потезите први се такви да се чини дека Рек Битола и целото ЕСМ застанува на нозе
И дури идната грејна сезона ние ќе видиме колку Рек Битола и целото СМ ќе произведе струја во споредба со минатите години. Ако произведе повеќе, јасно ќе биде тоа на некој начин доказ дека новото раководство работи поуспешно од претходното, ако произведе исто или помалку ќе биде лошо. Зошто речиси секоја грејна сезона некои од блоковите во Рек Битола имаат дефекти? Не се доволно спремни, не е извршен добар ремонт во текот на летните периоди или тогаш кога може. Значи јас кога бев директор на Тоа МЕПС перманентно се случува последниве 10 години. Кога бев директор на МЕПС една година, таа 2007-2008, клучно беше да се направи добар ремонт за да се истера грејната сезона. Тогаш беше неможно да трите блока не работат во зиме, во зимски услови. Значи, кога ќе видевме на таблата дека еден блок не работи, тоа беше многу лошо, односно системот беше во незавидна ситуација. Сега слушам дека, нели, особено во претходните години, се случувало и сите 3 блока да не работат. Пазите, ако во зима сите 3 блока не работат, тоа се сериозни количини на струја и сериозни пари кои што се одлеваат од оваа држава за увоз на таа струја. Значи, мора Рек Битола да се направи клучен, тој е клучен сегмент во нашиот електроенергетски систем, кој што даваше порано 60%, дури и 70% од струјата што нас ни треба. Сега се плашам дека не дава повеќе од 25-30%. Значи, мора да се влијае тоа домашно производство да се покачи. Она реченица ја знаете, или секој од нас ја слушнал, да не беше Рек Битола, не можеше, или многу тешко ќе беше, или скоро неможно ќе беше Македонија 1991-2 да стане независна држава. Значи, без струја, вие немате држава. Рек Битола е се повеќе тажна, приказна, ако се гледа или се оцени она идеја и она зашто се повеќе се зборува дека 2035-та тој би бил затворен, кои би биле импликациите? Дали тоа е крајната цел? Ние сме поврзани тоа да го направиме, но сега сме поврзани, но јасно треба час поскоро или ден поскоро да се почне со анализа што после тоа. Се надевам па дека нема да биде баш ден после тоа дека ќе мора да се затвори. Значи мора да се најде замена за Рек Битола. Од друга страна па не можеме ние како една од најсиромашните држави во Европа да бидеме први што ќе го применат тоа. Едноставно веројатно ќе можеме да побараме неколку годишно или известно време одложување на тие наши обврски со цел да не се случи да системот биде во незавидна ситуација да нема струја. Значи ние мора да правиме струја и во моментот кога Рек Битола ќе мораме да го затвориме како едни од последните во Европа што таа обврска ја преузеле, да имаме замена. Што би можело да биде сериозна алтернатива за Рек Битола? Па треба да се седне да се направи анализа. Ману правеше многу анализи уште од 2010-та наваму. Значи нас ни треба сериозен електроенергетски објект. Веројатно гасна електрана, 1, 2, 3, значи земјата да се ориентира на производство на електрична енергија од газ, а не од јаглен, затоа што производството на електрична енергија од газ е во однос на емисиите на CO2 двојно и повеќе од двојно, по ефикасно, по чисто да речам, значи помалку емитува CO2 гасната електрана од термоелектраната на јаглен, така што веднаш ќе се намалат повеќе од двојно и емисиите, така да тоа е многу почиста енергија, многу почисто производство и тоа е некакво решение, значи мораме да направиме сериозен објект кој што ќе биде, реков, секој од тие објекти да дава барем 1000 или над 1500 гигават часа струја, со оглед дека нас ни требаат 7,5-8, значи да кога велам сериозен објект, секогаш мислам на некој кој што дава барем 20% од тие од нашите потреби. Значи 20% се 1600 гигават часа отприлика. Значи таков објект ни треба, не ни треба некој што дава 50, 100 или не знам колку. Мислам ни требаат сите, но ова е доминантно и примарно. Мораме час поскоро да почнеме да го правиме, и тој не се прави преку ноќ. Професор Туневски, колку би бил еколошкиот данок што 2025-та треба да се плаќа ако имаме Балкан енергија и колку тоа ќе влијае на цената на струјата во иднина? Па почнаа тие анализи, јас ги читам деновиве, значи секој оној кој што користи ресурс кој што е произведен
значи некако сировина која што бара, која што при чие производство или чие користење се емитува CO2, мора да во таа да плаќа данок на тоа. Сите наши извозници кои што тоа го прават, автоматски ќе им поскапат производите. И тоа треба од јануари 2026 да почне. Сега пак ќе речам, се ми се чини дека со некакви наши убедувања или објаснувања ќе успееме да не почне баш Македонија истовремено со сите други многу појаки земји од Македонија. Значи ние мора некако да се заштитиме. Од друга страна, ако нашите извозници не можат да извезат заради тоа што користат ресурси кои при чие производство се емитуваат CO2, тогаш ќе поскапат просто нивните производи. Значи се она што како данок го плаќаат за емитување на CO2, би морале или сакале не сакале, ќе мора да го стават во цената на своите производи и тие цени ќе поскапат. Кон извоз ќе поскапат, ама тоа и не е толку важно, кон извоз се плаќа некаде во странска земја, но и овие цени и овие производи кои што тука локално ги користиме ние, ќе подлежат на тие такси, така што и овие локални производи кои што тука се користат, при чие производство се емитува CO2, ќе бидат поскапи. Треба да се почне час поскоро да се анализира, да се бараат решенија. Благодарам за разговорот и гостувањето во емисијата. Ви благодарам вас за поканата. Атанас Котуневски, универзитетски професор, поранешен директор на МЕПСО. Ова беше последното издание на ТВ магазинот Трилинг за оваа 2024 година. Не предстои новогодишната ноќ за следната 2025. За 3 јануари правиме избор на соговорници со нивните творечки мотиви. Ке имате можност да проследите 15 на соговорници кои во изминатиот период беа гости во ТВ магазинот Трилинг, а не се поврзани со политиката. По празничните денови одмарете се и слушајте ги нашите соговорници. Можете да ги следите на нашиот веб портал trilling.mk. Бидете со нас. Тоа е нашиот творечки поттик. Довидување до 3 јануари. До тогаш, среќна нова 2025. Пред се здравје и среќа. На крајот, успехот ќе биде неизбежен. Довидување.